За неколку години ќе може да се почестиме со одмор на Сејшелите. За некоја годишница може. Од кога почна да читаш спортски списанија? Зошто да не читам? Не ти велам да не ги читаш, туку од кога почна да ги читаш? Се прашувам што има толку интересно во него што сите мажи го читаат. И? Откри? Уште не. Ти интересира ли тебе воопшто спорт? Не баш. Зашто наеднаш ти е важно зашто мажите читаат спортски списанија? Ако баш сакаш да знаеш, за да си ја докажувам машкоста. Право беше мама за тебе. Баш ти фала. Може да си маж и без да читаш спортски списанија. А ти? Што јас? Што наоѓаш во тоа женско списание? Ти го читаш. Па јас само онака. Мене ниту онака не ми се допаѓаат машките списанија. Мислиш дека сум женствен, така? Не. Сите мажи ги читаат списанијата на своите жени. Зошто мислиш дека има толку реклами за автомобили токму во женските списанија? Па нема многу реклами за прашоци за перење во машките списанија. Фудбалот е многу валкан спорт. Кога сме веќе кај алиштата, мажите веќе немаат монопол над панталоните, а фустаните се инатаму само женска привилегија. Исто и со боите. Вие жените можете да носите и сиво и розено. Ние мора да се држиме до сивото. Не обвинувате дека не сакаме шопинг, а не знаете само колку се депресивни продавниците за мажи. Чекај. Ти сакаш да кажеш дека би носел розово здолниште и високи подпетици? Право беше мама за тебе. Не! Мама не беше во право за мене. Јас сум маж кој заклучува дека вие жените сте ги украле нашите најдобри атрибути и ништо не сте ни дале за возврат. И затоа ќе си се држиме до спортските списанија.